Почитувани граѓани, пред повеќе од месец дена, опозицијата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, поднесе во собранието предлог за измени на Законот на основно образование и уште неколку законски предлози со кои што предложивме подобрување во повеќе сфери од областите на интерес на граѓаните. За жал, овие закони се наоѓаат во законодавниот дом на дебата после повеќе од месец дена од денот на нивното поднесување. Приоритет беше даден на владините предлози за кои што ова собрание расправаше изминатата недела и сега што покажува по законот што покажува каков е односот на владеачкото мнозинство во однос на предлозите што доаѓаат од пратениците и го покажува послушничкиот однос и приоритетот кој што го има владата во собранието пред пратеничките иницијативи. Јас и покрај тоа што го слушнавме премиерот дека веќе најави измени на Законот за основно образование и концептот за екстерно тестирање, не сум оптимист дека денеска нашите аргументи ќе најдат на разбирање кај колегите, но сепак сакаме денеска, особено на денот на Светскиот ден на наставниците, да ги презентираме нашите аргументи пред јавноста и да ветиме дека по 24 април и победата на Социјалдемократскиот сојуз екстерно тестирање во Република Македонија нема да има. Почитувани граѓани, од почетокот на практичното спроведување на екстерното тестирање во Република Македонија, кое што почна пред 3 години, екстерното тестирање беше подложено на неколку законски измени и сега повторно владата најавува дека ќе има измени на овој концепт. Што покажува тоа? Тоа покажува дека станува збор за еден необмислен проект во стилот Миле ми текна или пак во овој случај Спиро ми текна, Панче ми текна или не знам кој министер му текнало. Ова покажува дека образованието во Република Македонија се претвори во експериментално поле на необмислени проекти кои што го урнисна квалитетот на наставата и достоинството и на учениците и на наставниците. И затоа од моментот на доаѓање на ВМРО-ДПМН на власт до денеска основен белег на Министерството за образование е дека го водат луѓе кои што немаат ни една допирна точка со процесот на образование, ни еден ден стаж, ни еден ден работно искуство во ниту едно ниво на образование, ниту како наставници во основно, средно или високо образование. И затоа со леснотија се уништуваше образованието. И затоа ни еден компетентен човек од редовите на ВМРО-ДПМН во сферата на образованието не беше соодветен за министер за образование, затоа што човек што е дел од образовниот процес не би се нафатил да спроведува штетни проекти во образованието. Кога се воведуваше концептот на екстерно тестирање, беше оправдуван дека со тоа ќе се мерил квалитетот на образованието и наводно ќе се ослободеле наставниците од притисоците кои што би ги имале да ставаат незаслужени високи оценки. Тоа слушнавме дека владата го повторува и денеска како оправдување за задржување на екстерното тестирање. Но факт е дека екстерното тестирање не ги исполни целите заради кое што беше воведено. А кога нешто не дава резултати, нема причина да го задржите. Освен ако не сакате да терате гол инаед или ако не сакате да ја признаете грешката која што ја направиле. Јас знам дека на колегите од владеачките партии им е тешко да ја признаат грешката со екстерното тестирање, заради тоа што ќе треба да се вратат во своите градови, да се соочат и со наставниците, и со родителите чии деца поминаа низ процесот на екстерно тестирање. Но верувајте, колеги, подобро е денеска да го направите тоа откажување, отколку да се правдате после неколку месеци кога некој друг ќе ги исправа грешките што ги имате направено во процесот на образованието. И ако си анализирате политиката на вашата влада во изминатите неколку месеци, видовте дека таа е политика на откажување од штетните проекти. Такво беше откажувањето на
глобите, откажувањето од придонесите на хонорарите и гледате дека тоа откажување од штетните проекти беше добро прифатено од граѓаните. Верувајте, и откажувањето од штетниот проект екстерно тестирање ќе биде добро прифатено од граѓаните. Затоа, осмелете се, направете го чекорот и покрај мислењето на владата кое што не ја прифаќа нашата иницијатива за измени на законот. Зошто предлагаме измени на Законот за основно образование и средно образование и зошто предлагаме укинување на екстерното тестирање? Прво, од причини што екстерното тестирање не го мери знаењето на учениците. Оценката на еден ученик треба да биде оценка на знаење што опфаќа помнење, разбирање, применување, анализа, синтеза и вреднување на наученото. Во текот на школската година, според препораките и упатствата на Бирото за развој на образование, наставниците и професорите треба да ги оценуваат сите овие способности на еден ученик и да направат една синтеза на тие способности да дадат оценка. Наспроти оценката од наставникот, оценката од екстерното тестирање, дури и да е најидеално спроведено во училиштата, е само оценка на меморирање или оценка на препознавање, што значи таа не мери знаење, туку мери други вештини кои што не се цел на образовниот процес. И во крајна линија, ако ги анализирате прашањата кои што се поставуваат на екстерното тестирање, се поставува прашањето зошто е потребно учениците да меморираат или да препознаваат небитни факти. Зошто е потребно еден ученик да знае низ колку градови поминува еден воз од Прилеп до Штип. Многу побитно е да знае да отвори картата и да ги најде тие два града на географската карта, одошно да запамти една обична бројка која што буквално не значи ништо. И затоа екстерното тестирање не е показател на ништо, а најмалку на знаењето. Од тие причини сметаме дека не ја исполнува целта екстерното тестирање. Второ, екстерното тестирање содржи небулозни решенија. Например, можете на екстерно тестирање да имате ученици на кои што им се впишува единица во свидетелството. И потоа, ако тој ученик сака да го продолжи своето образование во некоја странска земја, кога ќе го однесе свидетелството со единица, треба да објаснува дека според изумот со наслов "Спирам и текна" во Македонија, единицата во свидетелството не значи дека тој ученик го повторувал оделението. Трето, концептот на екстерно тестирање, кој што го воведе актуелнава власт, не е воведен со намера да се ослободат наставниците од притисок да ставаат високи оценки, туку напротив е воведен со цел да се стават под притисок на власта. Целта на екстерното тестирање е да се одземе сигурноста на работното место на наставниците, да се држат во постојана зависност и несигурност, а со тоа и покорност на владеачката гарнитура. Всушност, во бомбите на Заев слушнавме за заканите врз наставниците, кои патем речено се една од најбројните категории во јавниот сектор, дека ако не гласаат за актуелната власт и ако не донесат списоци со гласачи, ќе им биде покажана метлата. Еден од механизмите за тој притисок и користење на метлата на работните места е токму екстерното тестирање. Четврто, екстерното тестирање не придонесува за подобрување на квалитетот на образованието, ниту пак за пореално оценување. Системот на тестирање се прави врз основа на принцип на ждрепка и еден мал број ученици се тестираат на различни предмети. Не е еднаков бројот на ученици кои што поминуваат на екстерно тестирање на различни предмети. Значи, наставниците се ставени во нееднаква положба, но исто така во нееднаква положба се ставени и учениците, заради тоа што некои се тестираат на материјал кој што е многу пообемен, други на материјал кој што е опфатен со помал број на часови. И кога имате различни влезни елементи, добивате неспоредливи резултати, како ќе компарирате ефикасноста во оценувањето или точноста во оценувањето на наставници кои што се тестираат на многу мал број ученици и наставници кои што се тестирани на поголем број ученици.
Има дури екстремни примери кои што од праксата граѓаните, додека зборувавме со нив за концептот на екстерно образование, кажуваа дека често пати некои наставници избираат најбезбедна варијанта, да стават четворки на учениците, како и да, што и да се случи, 2 оценки одстапување не е страшно, ќе ја погодат оценката и ќе имаат најголема точност. И ќе ми речете дека екстерното тестирање стимулира точност во оценувањето, кога имате веќе и вакви екстремни примери на злоупотреба. Пети, можеме да зборуваме за најразлични парадоксални ситуации на екстерното тестирање. Со вашиот промашен концепт на екстерно тестирање давате можност одредени наставници кои што не се вложуваат во наставата, кои што не сакаат да предаваат и да пренесуваат знаење на учениците и ниту пак бараат знаење од своите ученици, значи да постигнат просек слаб во самото оделение и тој просек да се рефлектира на екстерното тестирање, тие наставници ќе бидат наградени. Значи, оние наставници кои што немаат квалитетна настава, но го погодиле просекот на учениците, ќе бидат наградени и покрај тоа што немаат резултати. Не сакам да зборувам за бројните технички слабости во спроведувањето на екстерното тестирање. Знаете што е најинтересно во целата ситуација? Сите вие сте свесни за промашеноста на концептот на екстерното тестирање. Свесен е и премиерот во заминување кој што на последните пратенички прашања најави бројни реформи на сегашното екстерно тестирање. Ако се направат реформи во сите тие области или по сите тие дилеми што ги отвори премиерот во заминување на екстерното тестирање, знаете што ќе остане од екстерното тестирање? Ништо, само името ќе остане, ништо од неговата суштина. И затоа ние, почитувани граѓани, сакаме работите да ги нарекуваме со нивното вистинско име. Не сакаме да се криеме зад флоскули без содржина и суштина. Затоа денес предлагаме концепт кој што значи укинување на екстерното тестирање, а не измена на на постојното екстерно тестирање. Ако го реформирате екстерното тестирање, без да се смени неговата суштина, нема да ги отстраните неговите недостатоци. Ако пак го реформирате, менувајќи ја неговата суштина, вие всушност се откажувате од него, а не сакате да признаете. Затоа, почитувани наставници, почитувани ученици, почитувани граѓани, како и да е, оваа година нема да има екстерно тестирање вакво какво што постоеше изминативе 3 години во Република Македонија. Набрзо овие пратеници кои што денеска ќе гласаат против нашиот законски предлог за укинување на екстерното тестирање, ќе бидат ставени во ситуација да фалат и да гласаат предлог од владата во кој освен името најверојатно нема да остане ништо од екстерното тестирање. А ако тоа и не се случи, по 24 април, една од првите мерки на новата влада на СДСМ ќе биде укинување на екстерното тестирање во основното и во средното образование. И на крајот, почитувани граѓани, сметаме дека темелна реформа во образованието е неопходна. Не сме образовната сфера да биде оставена на експерименти на лошите ученици и вечните студенти. Нашето барање за укинување на екстерното тестирање е придружено и со барање за отварање на една широка дебата со представници на наставничките пленуми, на средношколскиот пленум, експерти за образовна политика, невладини организации кои што работат во оваа сфера и други заинтересирани лица, за да ја изградиме заедно стратегијата за подобрување на квалитетот на образованието. Таквата стратегија треба да значи крај на малтретирањето на наставниците, крај на експериментите со нашите деца и подигнување на квалитетот на образованието. Ви благодарам.